Додека Заев и Ахмети бараат решение за излез од најавената метла за време на изборната кампања на председателските избори од страна на партискиот лидер на СДСМ, собранискиот спикер Талат Джафери на косовската телевизија безгрижно си играше Жеже Пече. А ден по средбата ни трага ни глас дали и каков договор падна меѓу коалицијските партнери за реконструкција на владата, освен што исчезна зборот метла од устата на Заев, а на површина излезе ветингот на Ахмети, ниту во ДУИ, ниту во СДСМ не се расположени да кажат збор 2 околу евентуалниот можен договор, кој од министрите, нивните заменици или директори не биле на висина на својата задача. Неодамна ДУИ реагираше на зборот метла дека бил понижувачки и инсистира на ветинг. Жалам за жаргонот и терминологијата која што се употребува од двете македонски политички партии. Се разговара за луѓе, се разговара за колеги, се разговара за соработници, за сопартици и ние во ДУИ никогаш не би исчистиле како отпадок било кој од страна на Демократската унија за интеграција. Метлата исчезна и од речникот на премиерот кој вчера потврди дека има кадровски промени и во владата и во партијата и дека наскоро ќе се знаат нивните имиња. Зборуваме за ароганција, зборуваме за неисполнување на очекувањата на одредени институции и зборуваме за немукаетност или можност да се постигнат очекуваните цели кои што граѓаните ги очекувале од одредени институции. Значи, зборуваме за личности, не зборуваме за припадници на политички партии или професионалци кои што се во владата. Сите оние кои што покажале слабост од ваков карактер, вредно е да се размислува да бидат променети со други. По вчерашната средба, која траеше час и половина без инсерти и без изјави, од владата преку соопштение се изјаснија дека не станало збор за конкретни имиња, туку само за концепти. Процесот на евентуални кадровски промени е отворен. На средбата е договорено дека ќе следуваат консултации во двете политички партии, на чие чело се 20 лидери, пошто разговорите ќе продолжат. Целта на овие иницијативи е обезбедување кадровски решенија за зајакнување на капацитетите на институциите во насока на исполнување на подобри резултати на економски план и исполнување на очекувањата на граѓаните, стои во соопштението од владата.